Акутната фаза на епидемијата во Гостивар е во смирување, но матичните лекари да се фокусираат на дијагностицирање на заразните болести кои може да се појават на опашката на епидемијата, како хепатит А и хепатит Е, посочи министерот за здравство Сашо Клековски. Тој дополни дека вкупно досега има 4303 заболени лица, а во последното деноноќе има 109 новопријавени пациенти, за кои се уште се прават епидемиолошките анкети, дали нивните симптоми се поврзани со епидемијата или пак се работи за редовни состојби. Во врска со тој заселен здравствен надзор ќе бидат испратени соодветни упатства до Центарот за јавно здравје, до здравствените установи, до матичните лекари, а ќе бидат дадени насоки за комуникација со населението. Клучно е да има рано препознавање за да можеме да реагираме соодветно, а здравствените установи се веќе подготвени во смисла на капацитет за тестирање. Клековски вели дека паралелно со справување со епидемијата се работи и на анализа на системот за одговор на заразни болести, а со тоа ќе се анализира како се реагирало во Гостивар, пошто ќе се утврди дали се потврлило во одговорноста. Стандардот за Гостивар за јули е 25 пријави за извештаи за заразни болести. Во тој момент спрема стандардите на законот не постоеле услови да се прогласи епидемија. Ќе ги земиме во предвид сите дијагнози што се слични на гастроентероколит и ќе ги објавиме тие податоци дали има основа некој да реагира. Ако се покаже дека има основа да реагира, сите, вклучувајќи јас, ќе понесам одговорност. На темата здравствена криза во Гостивар се огласи и од СДСМ. Преку партиско соопштение потсетуваат дека нивниот претседател Филипче веќе предупредил за опасноста од појава на жолтица во градот, а алармот кај надлежните, според нив, се вклучил доцна. Клековски сега признава појава на жолтица. Токму она што професор доктор Венко Филипче го каже уште минатата недела дека ќе се случи и дека тие не знаат да управуваат со криза. Јасно е дека човек како Клековски, без знаење и без стручност, не може да се носи со ваква ситуација. Прво ја доведоа до оваа точка, потоа ги криеа податоците и ја префрлаа одговорноста заради политички поени. Сега ќе доведат до сериозни последици за здравјето на жителите на Гостивар. Инаку, освен за развојот на текувната епидемија, министерот најави и податоци за, како што рече, неразјаснета епидемија во Гостивар во 2017 година, бидејќи во овој град, како што изјави Клековски, вакви состојби се случуваат периодично, а повеќе не смеат да се повторат.